Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во првиот квартал од 2024 година. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естреа, Овадија, Мара, Битола за 2024 година. Точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плати на директорот и даватели на јавни услуги вработени во Естреа, Овадија, Мара, Битола за 2024 година. Точка број 4. Решение за давање согласност на одлуката за поднесување на барање за донесување на одлука на Совет на општина Битола за склучување на договори на општина Битола со КЈП Нискоградба Битола за реализирање на програмата на Советот на општина Битола за изведување на градежни работи за санација на коловози со тампон од дробен камен со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на коловози со тампон од дробен камен. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за платата на вработените во ЈП Комуналец Битола. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог на корекција за цени за сместување и услуги на корисници во дом за стари лица Сјурайдер Битола. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите на јавното претпријатие Пазари Битола. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за прием на донација на плочки на ЈП Пазари Битола и точка број 10. Правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областа на спортот. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. 3 за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на точка број 1. Повелете кратко, доколку некој има некакви прашања, ќе си ги постави. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани гости, накратко ќе го проследите образложението за извршување на буџетот на општина Битола за првиот квартал од 2024 година. Во буџетот на општина Битола за првиот квартал биле реализирани приходи во износ од 301 милиарда денари, од планираните 1 милиарда 117 милиони денари во основниот буџет или реализација од 26,98%. Исто таква реализација од 26,98% имаме кај реализираните расходи. Динамиката на движење на приходите во првиот квартал е следнава. Данокот на доход од добивка е реализиран со 34,69, данокот на имот со 25,81, данокот на специфични услуги со 23,62, таксите или дозволи за вршење на дејност со 0,79%, глоби судски и административни такси со 9,78, таксите на доместоците со 24,04%, други неданочни приходи со 10,58%, продажба на земјиште со 9,14% и трансферите од други нивоа на власт со 33,21%. Динамиката на движење на расходите во првиот квартал е следнава. Извршувањето на расходите во буџетската сметка е со реализација од 26,98%. Кај корисниците на средствата од наменска и блок дотација имаме реализација од 274 милиони денари од планираните 1 милиарда 203 милиони денари или 22,81%. Вкупните тековни оперативни расходи кај корисниците на средства на наменска и блок дотација се реализирани во износ од 266 милиони денари од планираните 1 милиарда 203 милиони денари или 22,15%. Извршувањето на расходите во сметката за наменска и блок дотација по програмите е следнава. Детските градинки имаат реализација од 17,76, домо за стари лица со 25,22, музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина со 20,32%, основното образование со 24,67, средното образование со 20,18 и програмата за противпожарна заштита со 24,60%. Корисниците на средствата од сметката за самофинансирачки активности во првиот квартал
имаат реализација од 12 милиони денари од планираните 135 милиони денари или 9,25% реализација, додека вкупно тековно оперативните и капитални расходи во сметките за самофинансирачки активности во првиот квартал се реализирани во износ од 12 милиони 355 илјади денари од планираните 135 милиони денари или 9,13% реализација. По програми, извршувањето на расходите кај сметката самофинансирачки активности е детските градинки имаат реализација од 9,70%, домот за стари лица 14,70%, капиталните расходи кај детските градинки со 0,34%, музејска и кинотечна дејност 13,91%, културните манифестации и трошоци со 7,92%, основното образование со 5,31%, средното образование со 7,72% и капиталните расходи кај основното образование со 0,81%. Корисниците на средства од донации, вкупните оперативни приходи кај сметката донации се реализирани во износ од 21 милион денари или 34,94%, додека реализацијата на расходите е 4,36%. Со средства од донации се реализирани проекти донации од локалните јавни установи, детската градинка Естра Овадија Амара, основното училиште Даме Груев, Таки Даскалало, средното училиште, основното училиште Климент Охридски, како и проектите на општина Битола, како што се креирање на можности за сите, зајакнување на улогата на младите во општина Битола, СМАР за ТБ2 и други. Тоа е накратко образложението, повелете. Благодарам. Дали некој има прашање некакво? Доколку немате, ви благодарам за образложението. Минуваме на следна точка. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естрија Овадија Амара Битола за 2024 година. Може двете да ги прочитам? И точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плати на директорот и даватели на јавни услуги вработени во Естрија Овадија Амара Битола за 2024 година. Повелете. Ова е една формална процедура која секоја година ја бараме како ажурирана одлука и согласност од Совет на општина Битола, бидејќи со одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2024 година, излезен од 23.1.2024 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2024 година изнесува 87,6 денари, исто и за давателите на услуги, директорите на јавните установи за деца, одлука на влада за утврдување за максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите во јавните установи за деца за 2024 година, излезена во службен весник на 2.2.2024 година, каде максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на услуги и директорите на јавните установи за деца за периодот од 1 јануари до 31 декември 2024 година изнесува 87,6 денари. Оваа одлука секоја година ја носиме на управен одбор, меѓутоа бараме согласност со Совет на општина Битола. Не има никакво покачување, платите се исти, меѓутоа мораме да имаме една таква ажурирана согласност и одлука на управен одбор. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Прашање? Бидејќи немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на следна точка, точка број 4 и точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за поднесување на барање за донесување на одлука на Совет на општина Битола за склучување на договори на општина Битола со КЈП Ниско градба Битола за реализирање на договори на општина Битола за реализирање на програмата на Совет на општина Битола за изведување на градежни работи за санација на коловози со тампон од дробен камен со примена на член 24 од Законот за јавни набавки. Точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Ниско градба Битола за потребите на општина Битола, санација на коловози со тампон од дробен камен. Повелете, директора. Накратко, колку што можете.
Ајвака, здраво на сите. Значи, тука станува збор за две одлуки. Првата е донесување на ценовник за изведба на градежни работи на КП Ниско градба за потребите на општина Битола, санација на коловози со тампон од дробен камен. Овој ценовник ни е потребен заради втората точка, односно втората одлука, донесување на одлука на Совет на општина Битола за склучување на договори, односно се работи за градежни работи за санација на коловози со тампон со дробен камен. Овие одлуки нас ни фалеја и ова градежна сезона не склучивме договор со општина Битола. Од таа причина ни се потребни за воднина да може предпријатието да склучува договори со општина Битола по член 24 за извршување на овие услуги према општината. Благодарам. Прашања? Јас имам само едно. Во моментот имате активен договор со општина Битола за вакви работи? Ваков договор немаме. Немавте ни лани или? Не, па заради недостаток на оваа одлука не сме во можност да потпишеме ваков договор. Аути немавте. Па никој досега не донесол ваква одлука и не донесол ваков ценовник. Тоа е. Не, никој не побарал до советот, инаку. Добро, може и грешно Да. се изразив, да. Никој не побарал. Да. Добро, точно. ви благодарам. Меѓутоа, во секој случај, ова би значило поголеми средства за предпријатието, така? Дополнителна можност да остварува приходи по овој, мислам, по овој договор. Добро, благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка, точка број 6, решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за платата на вработените во ЈП Комуналец Битола. Повелете, директоре. Здраво на сите. Согласно с измената на минималната плата, ЈП Комуналец со одлука на управен одбор ги зголемува бруто бодовите, бруто пресметковните бодови, започнувајќи со платата од март во 2024, односно 339 бруто пресметковни бодови за секој вработен дополнително, започнувајќи со платата од март. По донесувањето на оваа одлука за платата за месец март и од месец март до месец мај ќе се исплати ретроактивно, односно со корекција на плати за изминатите месеци. Благодарам. Прашања? Јас имам прашање. Имате отприлика колкава сума треба да исплатите наназад? Отприлика, не мора кој знае колку, им интересира дали ги имате тие средства. Месечно околу 850.000 денари до 1 милион во зависност од дополнителните прекувремени часови. Би било едно месечно покачување. За тие 2 месеци би требало околу 2 милиони 100 некаде идеше отприлика, сега точна сума немам. Во текот по исплатата на платата за месец мај, во јунската, ќе се исплатат и Значи ги имате тие средства и сте во можност да ги исплатите. Добро, ви благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, благодарам за присуството. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог за корекција на цени за сместување и услуги на корисници во Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Повелете. Добар ден на сите. Врз основа на договорот склучен со општина Битола, Дом за стари лица Сјурајдер од Битола, секоја година има потребно е да врши корекција на цените за сместување врз основа на извештајот од Државниот завод за статистика за порастот на животните трошоци. Последната донесена одлука за корекција на цените за сместување во Дом за стари лица е од 2013 година. Од 2021 година па се досега се забележува драстично зголемување на цените скоро на сите производи и услуги во секојдневното живење, што почна да повлекува дополнителни финансиски средства од установата за непречено нејзино функционирање и давање на социјални и здравствени услуги на старите изнемоштени лица. Според официјалните податоци од страна на Министерството за труд и социјална политика, уште од 2019 година просечната услуга била 12.607 денари по корисник. Просечната цена во приватните домови за самостојни
подвижни корисници изнесувала 27.668 денари, а додека за корисниците кои што му е потребна помош 30.143 денари. Споредбено со просечните трошоци на услугата во домовите за стари лица од 2023 и 2024 година, истата е зголемена за околу 1.613 денари или 14.222 денари просечна месечна издршка по корисник. Со тоа сметаме дека корекцијата на цените по оваа точка е оправдана. Пензионерите со мртовската пензија имаат повисока пензија за 5,30%, а во септември ќе следува ново покачување согласно законското согласување на пензиите. И според новата методологија од март 2022 година, пензијата се согласно на 1 март и септември секоја година, според движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и пораст на просечната плата на сите вработени во државата во висина од 50%. Сега минималната старосна пензија изнесува 13.900 денари, корекцијата на цените по точка 3 е оправдана и усогласена со минималната старосна пензија и е земено во предвид на незиното покачување во месец септември 2024 година. Финансиските трошоци, доколку се одлучи едно семејство да ангажира лице кој ќе го чува родителот во домашни услови, зависи од бројот на работни часови, но во просек од 8 работни часа, 5 дена неделно, тоа чини околу 20-25.000 денари месечно. Имајќи ги во предвид овие податоци, сметаме дека предлогот измената на цените се повеќе од поволни за старите лица, согласно нивните примања. Истите за тие цени добиваат 24 часовна нега, грижа, здравствена, социјална заштита од стручни лица со долгогодишно работно искуство. Во сите државни домови за стари лица цените на услугите се коригирани уште од подамна и усогласени согласно зголемувањето на животните трошоци. Единствената установа од ваков тип во која не е извршена корекција е Дом за стари лица Сјуј Рајдер Битола, која согласно договорот со општината е должна без исклучок да прави корекции и согласување на цените секоја година. Исто така, согласно целокупната документација и горе наведените податоци, потенцираме дека нужна и издржана е потребата од корекција на цените за услуги за сместување и сметаме дека би требало да се коригираат цените и тоа 14.000 денари месечно за корисници на кои не им е потребна помош и 16.000 денари месечно за корисници на кои им е потребна помош. Исто така потенцираме дека корекцијата на цените итна и неодложна е усогласена со зголемувањето на животните трошоци според Државниот завод за статистика, во кој може да се утврди дека и во 2024 година секој месец има зголемување на трошоците и цените со минималната старосна пензија, исто така се усогласени цените и со паричниот надоместок за нега и грижа од друго лице и истата не предизвикува недостаток на финансиски средства кои старите лица нема да можат да ги подмират. Напротив, со законското зголемување на пензиите во месец септември, кое е неизбежно, цените за сместување и услуги во установата ќе бидат под минималната старосна пензија, што значи старите изнемоштени лица со најниски примања ќе можат да си ја приуштат оваа услуга. Корекцијата на цените е поврзана со самофинансирачката сметка и со подпишување на индивидуалните договори. Корекцијата на цените за долготрајно сместување на стари изнемоштени лица е повеќе од потребна и издржана поради порастот на бруто платата, порастот на минималната плата, порастот на минималната плата на услугите за обезбедување, за хигиена, пораст на цените на електричната енергија, нафтените деривати, средствата за хигиена, дезинфекција, лековите, медицинските материјали, медицинските услуги, 1 час за одржување на опрема, поправки, мебел по куќнина, средствата за одржување на хигиена, терапевски помагала и опрема и така натаму. Врз основа на спроведената финансиска анализа за месечните расходи и приходи за просечен број на корисници, 150 во Дом за стари лица, се дојде до следниот податок дека вкупниот месечен трошок по лице изнесува 28.491 денар, а на дневна основа изнесува околу 949 денари, од кои приближно 50% е наменска дотација од Министерството за труд и социјална политика, што значи околу 475 денари на дневна основа по корисник и вкупен месечен трошок по корисник 14.220 денари по корисник. Згрижувањето на стари лица во домовите во денешницата станува се посериозен социоекономски проблем, дотолку потежок колку што повеќе старее населението, а младината се иселува и така малиот број на државни домови за стари лица во државата е проблем, па затоа апелираме и бараме слух од надлежните институции да не дозволиме постоечките домови за стари лица да се претворат во места
каде истите нема да имаат услови за достоинствен живот, туку да се носат одлуки во насока на подобрување на условите и услугите во овие установи и зголемување на нивниот број со единствена цел на најдобриот интерес на корисниците. Исто така апелираме дека доколку не биде коригирана цената на установата, ќе претрпи сериозни финансиски проблеми и ќе се доведе во прашање на нејзиното функционирање, работење и финансиска сигурност. Ви благодарам, доколку имате прашања. Повелете. Благодарам. Прашања? Јас имам прашања. Рековте дека прво имам прашање во еднаш ова одлука не помина овде на Совет, бидејќи во тој период имавме протести од страна на пензионерите, колку што се сеќавам. И сега, значи, внимателно ве слушав, меѓутоа не запамтив. Моментално, со основна пензија, со минимална пензија, тие кои се кај вас, кои им треба грижа, колкава е цената која ја плаќаат и колкава е нивната пензија? Дали со нивната пензија можат да си покријат престој во вашата установа во овој момент? Во овој момент да, пошто цените се 9.000, сегашната цена е 9.711 за лица на кои што не им е потребна помош и 11.737 за лица кои што минималната 13.990 и нешто ден, скоро 14.000. Добро, значи во овој момент тие можат да си ја приуштат. Доколку се зголемат цените, дали со тие пензии кои сега ги земат можат да си платат? Да, и тука е предвидено и септемвриското зголемување. Значи не зборувам за септември, зборувам бидејќи сега, ова одлука би се донесла сега, до септември имаме уште 3 месеци. Корисниците кои што се сместуваат со индивидуални договори кај нас во установата, сите имаат роднини, синови, ќерки, потесно семејство, така да и тоа е предвидено и порано така, доколку има недостаток за одредена сума на пари, значи семејството е должно по закон да си Да, ма доколку нема, надомести. јас тоа сакам да го прашам, доколку нема никој, значи нема никој кој би го платил тој трошок и има само некоја минимална пензија, тој дел ме интересира. Па со овие трошоци, со оваа цена, Со покачување, дали ќе може да си покрие ништо да не должи никој? Да. А новата цена колку би била за тие што немат 14? Да. Со таа разлика што сега во моментот, значи, се помалци и помалци имаме лица кои што се сместуваат, кои што не им е потребна помош и нега, значи во последната година многу ретко, значи бројката до 10 лица ако стигнува, плюс рачунајте дека сите земаат туѓа нега, значи 14 плюс 5-6 илјади, значи во секој случај можат да си ги покријат трошоците за сместување во домот. Еве и на другите државни домови, значи цените му се по 15, по 16 илјади, во Берово е 22 илјади сместување, иако е државен дом, цената е постигнала да биде 22 илјади за сместување во тој дом. Во моментот имате слободни места или не? Во моментот не. Вчера, денес треба Не, да се знам пополни дека секогаш се последно. чека за Да. место, затоа ве А прашам. овие што немат примања, значи што се социјално загрозени, тие си оди со решение преку Центарот за социјални Социјална работи работа. си ги покрива Министерството за труд и социјална политика. Затоа напоменав дека имаме 50% по покривање на тие што се сместени преку центрите за социјална работа од Министерството. Тие си имаат посебна формула на пресметка, што се ја користат и во блок дотацијата се исплаќат и тие пари. Добро. Јас немам други прашања, некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Следна точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за линеарно зголемување на платите во јавното предпријатие Пазари Битола и точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за прием на донација на плочки на јавното предпријатие Пазари Битола. Би сакала да нагласам за 9-тата точка дека до мене како председател на Совет стигна едно барање од Стопанска банка Скопје, која што е сместена во новиот пазар. Фирмата сакаше да даде донација, односно реконструкција на плочките кои што се наоѓаат во новиот пазар. Се обратив и до директорот, се изнајде начин и заради тоа е вака формулирана точката, бидејќи ова бил единствениот начин на кој што може да се помини донацијата.
Ова сакав да го нагласам, бидејќи долги години во овој совет се зборува баш за плачките во новиот пазар, кои очигледно дека мораше да се најди некоја надворешна фирма да ги направи, бидејќи ние како општина со години тоа не сме го решиле. Повелете, директоре. Ако може само микрофонот ти се снима. Здраво на сите. Значи, согласно службен вестник на Република Македонија број 68 од 22.3.24 година, Управниот одбор на ЈП Пазари на 39-та седница одржана на 17.5.24 година донесе одлука за линеарно зголемување на платите во ЈП Пазари од 2392 денари во нето износ, односно зголемување на бруто пресметковните бодови за 252 бода за секој вработен, а покачувањето на платата ќе се реализира со исплатата за плата за месец март 2024. Вредноста на бодот останува иста. Значи, ние бараме од Советот да даде согласност да ја спроведеме ова одлука, која е донесена по сила на законот, согласно кој е зголемена минималната плата. Се одлуката на управен што имаме донесено за линеарно зголемување на платите на пазари, значи исто да се повторува дека нас не наложено да ја покачиме по законот за минимална плата, вестник број 68 од 22.3.24, освен за вработените на кои со одлука на управен одбор број 0277/3 од 3.4.23 година им беше покачена плата согласно законот за минимална плата, на кој ќе им биде соодветно определена разликата со бодовите. Благодарам. Некои прашања? Јас имам прашање исто како за директорот на Комуналец. Што би значило тоа во пари за предпријатието и дали во овој момент ги имате тие средства за да ги исплатите? Во пари би дошло негде прилика 400.000 денари нето, бруто негде 550 до 600.000. Реално би било терет за предпријатието, без помош на Советот. Тешко дека ќе го реализираме тоа. Ние ќе бидеме принудени, можеби ќе го реализираме. Значи денес Советот ќе ви ја изгласа таа одлука. Каква друга помош од Советот? Помош во вид на субвенција. Ние немаме такво нешто до нас. Ние во моменту имаме само вакви точки до нас стигнати. Точка за субвенција немаме. Добро, наредниот совет кој ќе биде би требало да доставиме барање. Освен субвенција, тоа е значи привремено решавање на проблемот. Имаме некои други побарувања кои би можеле сами да си поможиме со тие одлуки доколку би се донесле тука. Например, усвојување на завршна сметка и финансиски план. Просторот до КАМ, например, да се префрли на наше владение, пошто тој се наоѓа во пазари, ама не е на пазар. Имате доставено такво барање до некој? Ќе доставиме сега на следната За КАМ? седница. Да, и за КАМ. Не, за КАМ ме интересира дали до сега имате доставено такво барање. Официјално не, али ќе Па доставиме сега на овде трети. зборуваме за официјални барања. Добро. По такиријата горе имам напоменато дека од Горња Пазар иди во општината, не иди кај нас. Тоа би било од помош наша. Например, на платниот центар горе од водовод, од Комуналец, може исто некоја сума символична да се наплаќа на пазари. Нов ценовник мораме да направиме. Директоре, овие барања кои ми ги кажувате во писмена форма, доколку стигнат во Советот или до општината, тогаш можеме и да ги разгледаме. Меѓутоа вака, ќе стигнат и тоа ќе не значи дека образложиме, Советот не ги изгласал или не ги одобрил. Во ред, некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Комисијата ја прекинувам. Истата продолжува во петок во 10:30 заедно со Комисијата за спорт.